Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Заспиваме и се будиме со паметен телефон во рака. Но какво е влијанието на брзите информации, кратките видеа врз нашето психолошко здравје? Што се случува со мозокот и со семејната динамика? За алгоритмите, кои што создаваат зависности, поточно за социјалните медиуми, денеска разговараме со доктор Васка Митова, психијатар. Останете на Телма, а во текот на емисијата вклучете се и со ваши прашања во програма. Во денешната Телма амбуланта ќе појасниме кои се психолошките ефекти од социјалните медиуми и како кратките видеа го менуваат мозокот. Гостинка во студиото ни е доктор Васка Митова, психијатар од Универзитетската клиника за психијатрија. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Повторно добар ден. Добар ден, Марија. Благодарам за поканата. Секогаш е убаво честнели да се гостува кај вас. Вниманието ни е се пократко во последните години. Почува да се мери во секунди. Речи си и да нема млад човек што без проблем може да прочита книга во целост. Па што се случува со нашиот мозок кога гледаме кратки видеа? Оние рилови или пак TikTok видео содржини? Влијаат на мозокот, го менуваат? Да не генерализираме, нели, пред се, не е дека сите млади или дека сите возрастни имаме проблем со задржување на внимание, но дефинитивно сите оние трендови што ги следиме секојдневно и тоа го приметуваме, нели, од социјални медиуми до телевизија до повеќе, да речеме, платформи, гледаме дека се пократки стануваат одредени видеа, особено оние што се наменети за да го задржат и да го заловат вниманието. Мозокот, сето тоа мозокот го тренира да практично бара нова и нова содржина се побрзо и побрзо. Имаат влијание затоа што има бројни студии кои што докажуваат дека се намалува и трпението, нели се намалува видот на концентрација, прават на долга стаза кај одредени индивидуи кои што се поранливи, тука можам да спомнам и особено, нели, кај оние кои што се во развој, како децата и адолесцентите, има дефинитивно влијание врз како да се задржува вниманието, како да се развиваат тие когнитивни способности и, нели, финално што да се следи, што да се гледа и како, нели, впрочем влијаат и на начинот на кој што живееме. Дали тие гледаат само кратки видеа? Имаат ли способност да изгледаат еден цел филм до крај, особено кога трае 2 часа? Го тренираме мозокот, пред се зборувам кај помладите, и сите тие социјални медиуми, особено платформите кои што се со пократки, како и да ги викаат, shorts, reels, нели, кратки видеа од неколку секунди, го тренираат вниманието и мозокот го тренира да не може да издржува досадна содржина. Досадна. Знаеме ние дека филмовите, нели, филмот 2 часа почнува, во тој филм има, нели, вовед, па развој на одредени ликови, па после, нели, наративот, контекстот да го видиме што прават, и ако трае 2 часа или 3 часа, мора да има развој на целата таа приказна. Ние сме на некој начин преку приказни и го учиме цел контекст на социјални улоги, социјална динамика, рефлексија како тоа се прави врз одредени контексти, врз одредена група на луѓе, врз одредени ликови, да речеме. И сето тоа треба, нели, вниманието треба сепак да се одржи за да можеме тоа да го постигнеме. Начинот на кој што овие алгоритми кои што се користат во социјалните мрежи, како го тренираат вниманието да биде што пократко, многу поинтензивни содржини да ги привлекува. Некаква содржина на некаква емоција што предвидува, мислам, емоција на најразлична, на изненадување, на страф, на да речеме дури на негативни емоции, сето тоа го тренира мозокот, особено оној што е во развој, да се потешко држува внимание на некоја побавна содржина. А наративот во филмовите, па да не спомнаме, нели, за книгите и за се она што ни се случува во секојдневието, дефинитивно не е толку брз. Значи, реалниот живот не е како на социјална мрежа. И мораме да го тренираме умот и да може да издржува досада, да издржува побавна содржина, за да може да се развие креативноста, да се јави. Значи, да може тишината да ја издржи. Молам? Корисно е да се досадуваме. Дефинитивно е корисно досадата, не само што е досадата е корисна бидејќи низ досада може да се створи, да се развие
нишка на креативност. Како сме раснати ние во нашето детство, ако направам една паралела со денешните деца, нели јас постојано сум со деца, моите деца, другарчиња и така натака околу, и ги гледам дека не можат да издржат, веднаш наоѓаат начин доколку таа игра која што ќе изиграат помине, да речем им помине нели вниманието кон едно нешто, веднаш се бара начин за нешто друго, кој што мора пак да биде интензивно на внимание или пак на содржина. И ние како родители, воспитувачи во ова современо живење, не можеме да се надпреваруваме многу со брзината и со онаа содржина која што ја нудат колку интензивна на тие нели створени алгоритми и видеа, каде што се пласира дефинитивно нешто што е бомбастично, емотивно, многу новини. Мозокот сака новини, сака нови нешта, сака да биде изненадуван. Затоа и сите тие цртани видеа, се што се пласира и што се скратуваат со тек на време, се пократки до неколку секунди траење, и тоа како го тренираат мозокот на одреден начин, да размислува и на одреден начин да се однесува, да бара содржина. Пред малку ги споменавте алгоритмите на социјалните медиуми. Тие се креирани така за да искористат, велат, психолошката слабост на поединецот. Па за секој isfrла различни содржини кои што го привлекуваат вниманието. Дали тоа значи дека се скреирани за да создаваат зависност? Алгоритмите се многу мудро креирани. И тоа се креирани од цели екипи, огромни индустрии, маркетиншки индустрии, на инженери, психолози, нели, практично за да задржат внимание. Вниманието е тоа што е новата, да речеме, валута во ова современо функционирање. Да задржат внимание, тие алгоритми така интересно не следат на што, нели, на какво, да речеме, нели, на секое скролање, каде и на каква содржина ќе ни се задржи вниманието. И потоа не бомбардираат како тунел. Затоа е многу битно со најмладите, односно и со младите, да се регулира и родителите, нели, да имаме некаков увид на што следат нашите деца, бидејќи после тоа тие алгоритми се така створени да таков тунел даваат на исти или слични и се подраматични содржини. Така да ако некоја, како да кажам, не можам нели да демонизираме дека е се лошо што е на сите социјални мрежи, бидејќи има многу научни области, не знам, научни интереси, полени интереси, каде што децата можат многу нешто и да научат. Ова е интересен податок дека TikTok, например, е кинеска платформа, која што во сама Кина ги ограничува содржините кои што можат да ги следат младите. И ако, например, дете се интересира за астрономија, ако добива се повеќе главно насочено кон наука. Кон наука е насочено. Ако сега следи, например, некој астронаут или ќе дознае многу нови нешта, ќе сепак, нели, оној интелект и желбата за знаење ќе го пополни со содржина која што е не само креативна, туку и конструктивна. Нас девојчињата следат дневни рутини за нега на кожата. На 7-8 години веќе бараат креми за нега на лица, бидејќи некој инфлуенсер им покажал така. Замислете тогаш девојчиња на 7 или на 8 години кои што се прво или второ оделение да имаат една поразлична слика за себе. И тоа веројатно е една адултификација, да кажам. Значи, перцепцијата и сите критериуми за убавина на возрастна личност, за естетски критериуми да се наметнуваат на дете кое што 7 или 8 години, кое што ни од далеку го нема завршено ниту физичкиот, ниту психичкиот развој. И каква рефлексија може тоа да има? На потенцирање на несовршености. Никој од нас не е идеално совршен, идеално убав, па и не треба да бидеме, бидејќи не се споредуваат, нели, цвеќињата во полето, кој е поубаво, различни се. И треба да цениме онаа уникатност на убавината. Не треба сите исто да изгледаме. Сега соди кон унифицираност. Молам? Сега соди кон унифицираност. Унифицираност и наметнување на естетски критериуми кои што недостижни стандарди. Кои што се недостижни стандарди, не можат млади девојчиња, па и повозрастни понатака,
и жени, да речеме, да изгледаат сите исто, или пак како оние нови AI ботови, ама кои што имаат нели видео и слика и кои што имаат идеализирана представа на убавина, бидејќи тоа нели можно да се направи со неколку клика. Тоа е таа манипулација и психолошка манипулација е многу подлабока. Не е едноставна и дефинитивно не е наменета за млади или за деца. Ни оддалеку не е за деца. Затоа одредени земји веќе размислуваат за ограничувања, дури некои спроведува и забрани за користење на социјални медиуми кај малолетници. Во Австралија веќе се практикува. Австралија е прва од земјите која што после одредени сериозни истражувања и јавни дебати воведе регулативи како што треба, нели, сериозна земја практично да се грижи за здравјето и за менталното здравје на својата популација, особено на оние кои што се најранливи, најфрагилни, затоа што едноставно се во ран раст и развој. И дефинитивно ги воведе регулативите да не може да се користат, нели, социјални мрежи и сето тоа да биде во една подкрепено и со едукативни материјали, и со, нели, родителска подкрепа. Практично земјата превзема одговорност кон тоа, затоа што веќе науката недвосмислено кажува дека не се безбедни платформите за млади, односно за лица кои што се во развој, кои што немаат се уште изградено механизми на справување, механизми на критично размислување. Бидејќи ако може една возрастна личност да се поведе по тоа, рефлексија имаат социјалните медиуми, особено во однос на компарација, на споредба и врз помлади и врз, како да кажам, врз возрастни, млади возрастни, споредбите кои што знаат да креираат чувство на недоволност, на кое може да прогресира и кон депресивност, анксиозност и така натака, да замислете како ќе делува тоа на лице во развој. Сметате дека забраните се решение? Се јавија организациите за човекови права да велат? Организациите за човекови права, да, што не изрипа кога се воведува овие дефинитивно деструктивни елементи за одвлекување на внимание, истите тие би требало да ги заштитуваат и децата од прекумерна употреба. Знаете како, Марија, ако нешто ние обично кон гранична употреба или злоупотреба на некои нешта, без разлика дали е на план на однесување или бихевиорални зависности, или да е на план на супстанци. Ако нешто го користи мал процент на популација, можеме да речеме дека има одредена слабост кон тоа, или слаби механизми на справување, слабост во смисла на потешко да ствара регулација своја сопствена лична, потешко да ги контролира импулсите. Ама ако веќе гледаме дека 95%, 99% од децата, од младите, значи ако веќе тоа е еден крик на наставници да го имаат истиот увид, да речеме сите оние педагози, психолози, целата наука и се што е она на наука базирано дека тука има проблем. Ние не можеме да дозволиме, се додека не се докаже спротивното, дека се безбедни, да дозволиме да се употребуваат без регулативи, без контрола. Јас не сум за, нели, најцврсти регулативи сега скроз да се вратиме во камено време, дефинитивно технологијата е тука за да ни помага и ни помага. Несомнено е тоа, многу нешта учиме и ние и младите, низ различни платформи, едукативни, научни содржини, но мора да има регулатива, бидејќи не секоја употреба е корисна употреба. Значи да има регулатива и да биде тоа на корисен, правилен начин употребувано, да не биде одземање на внимание и на живост од животот, бидејќи ако едно дете за време на распуст го поминува времето со сати на телефон, компјутер, видеоигра, каков раст и развој ќе биде тоа? А имаме студии доволно кои што се особено атрактивни во последниот период. Значи истражување има многу кои што го докажуваат тоа дека дефинитивно е завзема фрапантни размери, дека се појавува, значи дека најмладите највеќе страдаат од анксиозност, од депресивност, од осаменост, од самоповредувачко однесување и од зависничко однесување. И ние ги имаме сега тие бројки.
Знаеме од прилика, иако морам да кажам дека не е само употребата на екрани, прекумерната употреба на екрани, причината, единствената причина за овој пораст или на промени на психичкото здравје кај младите, многу покомплексна е самата појава, има, како велиме ние, мултифакториелни, односно многу повеќе фактори доведуваат до нарушување на психичкото здравје, бидејќи и најмладите сега или младите раснат во едно поинакво време на многу повеќе притисоци, економски притисоци, академски притисоци, социјална компарација, мораш да постигнеш многу нешта. Да не спомнуваме со климатски промени, со војните кои што ни се секојдневие, со изложеност на информации за тие нешта што се случуваат, кои што сме ги немале предерата на интернет, ние немавме толку многу информации во еден ден како што беше порано, да речеме, во нашето детство. Ке имаме едни вести. Така, некој знае да рече, некој знае да речат, па ние порано поминувавме многу време пред телевизор. Но која е разликата помеѓу гледање телевизија и употреба на тачскрин екрани? Голема е разликата. Телевизорот не следи во секоја соба, не следи во кујна, не следи нели до фрижидерот кога ќе го отвориме или пак во надвор кога ќе излеземе. Дефинитивно голема е разликата помеѓу телевизија и помеѓу нели особено нели екраните кои што ни се достапни на ниво на рака и во џебови секој ден. Затоа што прво телевизијата нуди едноставна, веќе креирана содржина, која што ние не ја регулираме. Сите апликации се створени, да речеме, алгоритмите се створени, да ние на некој начин се адаптираат на нас и на нашето внимание, се со цел да го украдат тоа внимание. Телевизијата таа, содржината таа што ние сме гледале, памтам, Опстанок, македонски народни приказни, зимски програми во тек нели на детството, да кажем, кои што беа, таа беше содржината, таа е веќе креирана. Сме гледали во друштво. Сме гледале во друштво заедно со пријателите, со родителите, па сме коментирале. Дефинитивно и ги памтам филмовите што ги гледавме ние, значи филм кој што развива одредена содржина, нуди пласирање на одредени морални, вредносни карактеристики, кои што во последен период дефинитивно гледам разлика, голема разлика во она што се пласира и како содржини и вредности, и што се нормализира, и што се фаворизира дури во одредени серии, странски серии, да кажеме, и филмови. Така да тоа е голема разлика има помеѓу телефон, кој што има бескрајна содржина. Значи, некога скроламе, кога ќе направиме скрол, има постојано нешто, нема крај. Филмот ќе почне, ќе се развие одредена приказна, одреден наратив и ќе заврши. Оние сите, како се велат, сите социјални медиуми, на Facebook јас најчесто користам, нема крај, нема. И се наменети тие такви платформи се направени налик на оние апарати што се во коцкарници. Не знаете што ново ќе сретнете. Мозокот сака нова содржина и да биде изненаден. Кратка содржина, пак изненадување, повторно изненадување. Дај уште еден скрол, 2-3 да направам, па кој знае што нешто нели ќе пропуштам доле. Се едно исто. Но сака новина, сака содржина. А така е створен, бидејќи мозокот е орган кој што би требало, не е створен да не направи среќни, туку треба да не спаси од одредена опасност. Значи, ние сме конструирани да предвидуваме емотивните содржини, изненадувањата, па и негативните, да кажам, да повеќе будат во нас, не будат, alertness, да кажеме, вниманието го будат, со цел да дознаеме нешто ново, кое што потенцијално би требало да не заштити. Значи, тие сите информации кои што ги следиме, нешто се случило на некого, ова се случува ваму таму, не се со цел да, мислам, се дават со цел ние да сватиме нешто ново, кое што би требало некако да се припремиме за некаква опасност. Затоа и негативните вести далеко имаат поголем одзив вирален, да речеме, отколку нешто што е позитивно. Дури пред да си легнеме, колку и да сме уморни, знаеме да си го земеме телефонот во рака и да скроламе понекогаш и со часови. Дали ова автосаботажа на сонот и како тоа влијае на нашето здравје? Јас би рекла дека е, дефинитивно. Иако
унастишување на крајот на денот не е потребно на сите. Некогаш е потреба. Малку веднаш, Да, ма како? време за себе. Време за себе, ама времето за себе кој што поминато на телефон или на екран не е баш време за себе. Особено кога ни го краде тоа време за себе. Ние колку свесно живееме во тој саат или два, ако скроламе. Значи, пак ја кажам, има разлика во однос на содржината, која што ќе ја видиме пред телевизиски екран, филм, серија. Има поголема разлика, не го уморува мозокот толку многу. Телефоните кои што се гледаат од близина, имаат неколку деструктивни елементи во смисла на како влијаат врз самиот сон, врз самото заспивање и врз индиректно или врз оној циркадиелен, односно дневно-ноќен биоритам. Знаат да бидат да го нарушуваат тој дневно-ноќен биоритам, не само кај најмладите, туку и кај повозрасни, и кај повозрасна популација, кај стара популација. И тие се на социјалните мрежи. Бидејќи многу често кога ќе ми се пожалат нели и повозрасни пациенти во амбуланта, не можам да заспиам, докторке. Што правите навечер? Па со телефонот гледам. И се тоа со телефонот гледам може да биде саат-два. Самата сина светлина го супримира, односно го намалува лачењето на мелатонин во мозокот, оној хормон кој што би требало да се лачи или со самото стемнување. Имаме тука и други регулативни механизми, да не го комплицирам нели излагањето. Од друга страна, самата содржина има стимулативен ефект на да видам нешто ново, да видам нешто и така натака. И од трета страна, самите нотификации кои што ги праќаат тие содржини, тие апликации, не повторно да видам кој пишал, што е сега нели овој некој со црвено се тие нели бројчиња, затоа што на мене ти се да ние веднаш реагираме кон таа нотификација. Да има нели пораки, па да видиме која е пораката. Тоа најверојатно не е ништо итно, бидејќи кој би ви пишал на социјална мрежа ако е нешто итно. Мислам од најмилиските да кажам. И комуникацијата се сведува на праќање рилови, на праќање кратки видеа. Да. Праќање кратки видеа, комуникација меѓу пријатели, може да бидат со хумористична содржина, дефинитивно, па да имаат и, како да кажеме, да се насмееме. Пак ја кажам, не е се црно-бело, има многу нијанси, но истите тие може да се видат следниот ден. Не мора да биде тоа во 11 часот навечер, кога телото, но и умот треба природно да се спрема за да се втоне во сон. Да се стишиме и да се смириме. Но пак ја кажам, брзиот начин на живот, се она што се случува во текот на денот, како да не одвојува од себе и навечер е тоа време за себе, под наводници да го кажеме, или кога ќе ги заспиеме децата, и сега малце да се одморам, да се стишам за да можам да па после нели да заспиам. И тоа време на себе не одвојува многу често од сонот и од себе. Но и од сонот кој што има дефинитивно многу битна улога, не можам да ја потенцирам и се повеќе истражувања викаат дека е големи научници, дека од се можеме да скратиме освен од спиењето, бидејќи навистина нема само одмарачка улога на телото и на организмот, туку има улога и на има одредена функција во текот на ноќта која што го чисти мозокот од одредени метаболити. Значи не е спиењето наивно, а доколку има нели скратено спиење или пак несоница, ќе има когнитивен замор во текот на следниот ден, нешто што го гледаме кај дефинитивно. Падна концентрација, раздразливост, послаба емотивна регулација, намалено расположение. Зборувам само неколку дена да има со скратен сон, па секој ќе си ја свати нели сам на себе, да кажам, не сум наспан, кога ќе се отспие човек, малце подруго размислува. Но ова е сериозно нешто со кое што се следи, особено пак ќе нагласам кај најмладите, бидејќи најмладите многу често поради нели различни содржини, најчесто поради екрани губат од спиењето, сериозно губат од спиењето. Тоа се следи на една, можам да кажеме, нели една епидемија на несоница, особено кај најмлади, бидејќи треба да станат рано со бајлето за училиште, а многу доцна легнуваат и практично губат од спиењето. А спиењето си има своја улога. Утре имаме една цела емисија за сон,
Така што ги поканувам гледачите да не гледат јутре, а ги покануваме во денешната Телма амбуланта да се вклучат со нивни прашања, почитувани телефонскиот број, еве ќе објавен на екранот, така што добредојдени се вашите размислувања на оваа тема, вашите искуства, но секако и можете да поставите и некое прашање. Споминавте дека во светот на интернетот и социјалните мрежи обично се е црно-бело, или сум за, или сум против. Или е овој нарцис, или спротивно е, многу продуховен и емпатичен. Што тоа значи кога ќе идеме на една таква груба поделба која што реално и не е поврзана со реалноста? За жал, црно-белите содржини највеќе будат емотивна реакција и највеќе го задржуваат вниманието. Пак збориме внимание. И тоа е едно нешто што е дефинитивно манипулирано за да не задржува кон тие содржини, иако светот има многу нијанси. Не е црно-бело. И сега, она што кон кое што гласно треба да зборуваме и да едуцираме, е дека премногу комплексни содржини, премногу комплексна наука се труди да се компримира во многу кратки, поедноставени 5 симптоми, 5 знаци или 3 знаци за нешто, значи дека сте ова или она. Дефинитивно дека не е така, значи нели она што значи токсичност, што значи траума, например, културолошки не секоја, дефинитивно не секоја фрустрација во животот е трауматизација, не секој однос можеби со поставување на некакви граници значи и токсичен однос. Многу комплексни динамики на социјални, да речеме, динамики, се представуваат на начин како што, премногу симплифицирано. И не е можно една толку длабока, психолошка, филозофска и така натака наука да се симплифицира и поедностави, па особено не во неколку секунди. И тука има еден друг проблем например ни на само диагностицирање, бидејќи младите ќе гледаат одредени видеа, што значи нешто и ќе кажат после значи јас имам тоа. Ако ги имате овие 3 симптоми, прво ова, второ ова, трето ова, четврто, пето, значи сте тоа. И тоа за млада личност која што нема доволно развиено критички капацитет за размислување, не може туку така едноставно да биде диагностицирањето на нешто. Така да има една доста негативни компоненти и во тоа поедноставување. Премногу, значи oversimplification би рекла на англиски, на одредени комплексни појави. Затоа во многу земји, Кина е дефинитивно прва и во тоа прашање, не дозволуваат на лица кои што не се стручни или се инфлуенсери да зборуваат за одредена област. Пред се за медицина или за одредена област, ако немаат официјално завршено образование од таа област. Бидејќи не е едноставно да се зборува за комплексни теми, а кога, оној ефект Данинг-Кругер, ако знаеш многу малце за нешто, мислиш дека знаеш се. Ќе ги вклучиме гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав до докторката. Ви благодарам. Вака, имам едно прашање, можеби не е целосно поврзано со медиуми, меѓутоа се работи пак нешто околу на оваа тема. Така. Значи, јас сум медицинско лице. Еве, во случај на работа, кога ќе ни се појави инфаркт, анафилакса, многу тешко тоа го преживувам, веќе 10 години работам, и мозокот тука ми врти. Како да го надминам јас ова, за да продолжам со работата, така. Во случај треба и некој да се дадам отказ. Така. Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето, тоа е едно мощно, важно прашање. Дефинитивно поздрав до колешката здравствен работник. Дефинитивно медицината е една од најизложените професии на стресни ситуации, бидејќи во ништо друго нема толку ургентни состојби и особено во смисла на оние синдром и за синдром на прегорување или бърнаут синдром. Најголемите ризици се во ургентни центри, колегите што работат во ургентни центри, цела она, да речеме, травматолошка струка, па и мојата област во смисла на психијатрија. Не е едноставно, затоа што самата состојба е итна и е драматична и особено кога се работи за нечии живот, дефинитивно е дека многу е битно да се задржи емотивната, да се има добра емотивна регулација,
за да може соодветно и разумно да се прави проценка во правилен момент за тој пациент што е нели најсоодветно. Од друга страна, како луѓе не сме имуни на страдање, затоа што страдањето што го гледаме секојдневно, реакцијата не само на тој пациент што е донесен, на самата околина, на блиските, не се едноставни. Не може тука работата да остане за вратата од болницата, да речеме. Не може да остане, не може комплетно да остане. Мора да се гради личноста, да развива капацитети на справување и на одредени граници во смисла на но тоа е добро да го работи и со психолог или со психотерапевт. Бидејќи се учат одредени механизми на справување, не е едноставно да се каже за секоја личност различни, но не е едноставно, но пак ја кажам, таа професија е дефинитивно една од најподложените и на бернаут и не е воопшто водиме кон таа кон дестигматизација на секој што има потреба од помош, нели да му се пружи без разлика на заекнување нели на самите капацитети на носење. Едно прашање поврзано со ова во контекст на денешната тема. Се повеќе луѓе вештачката интелигенција ја користат како свој психолог или пак психотерапевт. Може ли во ваква ситуација и тоа да помогне, да се внесат симптомите, што се чувствува, ке изфрли вештачката интелигенција насоки, да се применуваат и да се реши проблемот? Може ли тоа така? Вештачката интелигенција многу помага за многу нешта, но загрижува тоа што се гледа дека многу често се употребува за како начин или на самопомош, особено во контекст на ментално здравје. И она што го следевме, нели со нива спомнува внимание во однос на социјални мрежи, има ризик во однос на вештачката интелигенција да се створи еден атачмент, едно врзување. И сега интересно дека има појава на такви патолошки дури според мене врзувања, патолошки релации створени со некакви AI чет-ботови да одат до степен на делузивни елементи во смисла на врски, релации со некој што практично не е реален. Во однос на ризикот на менталното здравје, знаат да се поставуваат одредени прашања, иако вештачката интелигенција нели се одвојува од тоа, мислам, не би требало да се користи за конкретни медицински прашања, особено не затоа што знае да ја валидизира, односно да ја потврдува. Го потврдува она што човекот ќе го напише. Има сериозни случувања каде што и тоа повеќе се, не се ни малку, жално е до тоа што се довело млади личности, ранливи личности кои што го имаат завршено својот живот, на некој начин поттикнати или валидизирани во своите обиди од AI, од вештачка интелигенција. Така да се водат на Запад се водат многу спорови на родители против одредени компании, бидејќи тинеџери претежно се жално е кога нели млад живот ќе треба да заврши, а не било соодветно помогнато. Така да би кажала дека многу внимателни треба да бидеме со употреба на вештачка интелигенција, особено во домен на ментално здравје. Интересно е што креаторите на социјалните медиуми не им дозволуваат на своите деца да ги користат. Има, сум читала и за тоа, дека има нели одредени инженери кои што биле креатори баш во креирање, они веројатно подобро знаат од нас кои све опасности може да ги демнат децата на социјални мрежи. И сепак ја кажам, значи сепак има едно движење кое што вели дека па и не е најбезбедна таа употреба. И сега има одредени земји кои што на почетокот, западни земји кои што го фаворизирале употребувањето на дигитални уреди, како училници со повеќе дигитални уреди, со најразлични или начини, на технолошки начини да се помогне, кои што сега викаат, охо, сгрешивме тука, ајде да се вратиме назад, кои што практично истите ги исклучуваат од употреба. И ги прават училниците на ниво на нели како што се нашите сега, односно во нашето детство повеќе, бидејќи сега имаат децата смарт табли во повеќето училишта. Мислам, голем дел од училницата имаат смарт табли, така да постојат цели училишта за каде што воопшто не е дозволена употребата и ниту да се носи мобилен телефон, каде што не се употребуваат дигитални технологии, каде што наставата е онаква каква што било порано. Така да гледаме еден
еден развој во тоа поле, иако мислам дека треба некој баланс да има. Така. Многу системи се враќаат повторно на тетрадка и на молив, гума. Па и има и зошто. Значи, колку центри се развиваат со пишување. Така. Или со читање, гласно читање поготово. Запишување, значи мозокот има начин. Иако ако видите се помалку кај тинеџерите особено има една појава на послабо да се изразуваат на сопствениот мајчин јазик наспроти на например на англиски јазик. Затоа што мозокот уште од најрана возраст е трениран на втор јазик и се фалиме како родители, совршено зборува пример странски јазик, а тоа не е од курс, не, туку е од изложеност на медија, од изложеност на екрани, така. Да проговориме за еден необичен феномен што се случува пред се во Америка, но присутен и во светот. Младите ги прекинуваат контактите со родителите со истите изговори дека тие се токсични. Зашто точно станува збор? Повторно е влијанието на социјалните медиуми тука во фокусот. И оние кратки видеа, совети, во 3-4 реда. Што го дискутиравме веќе, дека многу е лесно да нафрламе така епитети на некој еден период беше па излегуваа такви видеа за нарцисоидни личности. Што значи нарцисоидна личност? И тоа е преголема симплификација, односно поедноставување на една цела комплексна личност. И особено на тој тренд на прекинување на контакти со родители, мислам, главната должност на родителот како родител и одговорност, нели, во тоа родителство. Родителството не е само да ги зачуваме децата да бидат, да кажеме, живи, здрави, значи и да ги воспитуваме, значи да ставаме граници, како што впрочем има, нели, социјалната средина, ние не можеме да дозволиме се. И сега тоа поставување на граници понекогаш може да има одредени конфликтни ситуации. Не секој конфликт значи злоупотреба или злоставување или занемарување. Дефинитивно има доста фамилии каде што има и семено насилство, каде што навистина треба да се процени каква е средината во која што дете живее, но ако станува збор за деца, да речеме адолесценти, каде што им се ставаат одредени граници, но адолесцентите не ги прифаќаат тие граници, нивната должност е па да ги тестираат границите, нели докаде може во тој период, а наше е па да ги поставуваме да бидат разумни. Дефинитивно дека може тоа на некого да не му се допадне, но и покрај тоа што на детето може некоја граница да не му се допадне, ние мораме да држиме до тие правила, бидејќи децата на крајот на денот сакаат правила, сакаат предвидливост, сакаат домашна сигурна средина која што е предвидлива и безбедна и во поглед на тие граници. Сакаат да знаат дека телефонот и покрај тоа што мал милион пати, нели, треба да кажеме, не го стави на маса додека јадеш, нели, додека јадеме сите да не го користиме. Тука и родителите треба да бидат пример на децата, не само, нели, да кажуваат како треба или не треба, туку треба преку сам личен пример да ги поттикнат тој модел на однесување во домот, и дефинитивно тоа може да не се допаѓа на децата, но пак ја кажам да не се премногу поедноставуваат комплексните динамики со стварање на одредени епитети на ме травматизираат или се многу токсични така натака, особено ако се, нели, со цел да се створат одредени граници корективни. Кои што произлегуваат од љубов. Ќе ги вклучиме гледачите повторно со нивни прашања. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Вака, значи супер ви е темата за деца и адолесцентни до 10-11 години, едноставно штетни се тие екрани и едно друго. Мислам дека треба докторкава да едноставно да, ако може и во Ало докторе да работи за совети. Така. Мој совет е така. Така. Тоа се јавивте всушност да го кажете како идеја. Така. Ви благодарам за вклучување во програма и за да бидете подостапна и во секој момент да можете да одговорите на прашања, но вие сте психијатар и истовремено сте и родител. Се соочувате со родителските предизвици како и сите ние останати.
сите имаме некако чувство дека родителите го изгубија делумно авторитетот и дека социјалните мрежи на некаков начин учествуваат во обликувањето и на воспитувањето на децата. Па како да се врати авторитетот? Знаете како, Марија, и вие сте родител. И сме дискутирале и токму таа причина ли потекна денешната тема, бидејќи она што го гледаме дека родителството денеска е со бројни предизвици кои што ги немало до толку во, еве да речеме, во нашето детство. Не е дека единствено социјалните мрежи или алгоритми дека они единствено ги воспитуваат децата, иако да, бидејќи они не воспитуваат. Не воспитуваат, барем не би рекла дека тоа е воспитување. Нема вредносен систем во тоа. Туку има систем на што предизвикува внимание. Тоа ќе го пласираме. Не се грижат тие медиуми, дали таа содржина е намената нели за дете, она што го рековте, девојчиња пример од 7-8 години, па како треба да изгледаат, па нели цела рутина на шминкање или не знам на нега на кожата. Нега на кожа, мислам тоа е нешто што е надвор од, да речеме, нели надвор од оние детски вредности, развојни вредности што треба да ги има секое дете. Има безброј ризични содржини кои што може да се нормализираат, па дури и фаворизираат преку тие социјални медиуми, преку различни видеоигри. Видеоигрите се, например, каде што се нели повеќе момчиња. Видеоигрите имаат едно поглед, да речеме, на десензитизација кон насилство. Они се повеќе, генерално девојчињата се со поголем ризик од влијание од социјални медиуми. Момчињата се повеќе навлечени нели кон стварање на одредена навика или зависност од видеоигри. Roblox играат и едните и другите. Волам? Roblox играат и едните и другите. Во одредена возраст, да, сите во одредена возраст, особено на помала возраст, па и Robloxот е нешто кое што е комплетно ненадгледувано. И сега ние како родители имаме должност и одговорност да знаеме детето каде е, да го следиме, надвор да видиме нели каде е, со кого е, да ги надгледуваме нели во целокупното живење, но тие се препуштани сами на себе во еден комплетно дигитален свет, кој што не знаеме дека е безбеден, туку напротив може да биде и крајно понекогаш дома небезбеден. децата се презаштитени, но не знаеме што се случува во дигиталниот свет. Особено на запад, каде што нели не сме дете да се остави надвор, само да се игра со други деца, па и кај нас е така до некаде, иако децата кај нас малце порано стекнуваат автономност во смисла на излегување надвор, бидејќи се уште сме некаква безбедна средина, за разлика, например, еве од Америка да споредиме, каде што нели киднапирањата се многу почести кај нас, тоа сведено на многу, да речеме, на многу ретки ситуации. Генерално живееме во безбедна средина, но не безбедни сме на интернет, односно децата не се безбедни. И се под влијание на секакви различни влијанија. Некои истражувања покажува дека повеќе од 6 часа во текот на денот поминуваме на интернет. И сега како се прави разлика помеѓу тоа дали сме зависни или тоа го правиме само од навика? Поминувањето време на интернет може да има и конструктивна, пак да не речем или да не речеме дека е све темно и црно, може да има и конструктивна употреба, да учиме некои нешта. Мислам, додека се спремав еве јас за емисијата, пак преку некаков дигитален медиум, учиме за многу современи нешто и кои што се една современа, да речеме, еве психијатрија, социјална психијатрија или психологија, кое што се уште не е во учебник стигната, иако за тоа пишуваат доста големи имиња на запад. Но ако што би било навика, што би било и да се навикнуваме на тоа. Навика би го спомнала ако сме уморни, нервозни, нерасположени. Ако се користи уредот со цел да не релаксира и малце да се одмориме, тоа може да створи една негативен, како да кажеме, како луп, нели? Самото чувство да роди, нели, ајде малце да се одморам, да поскролам, и тоа да биде на некој начин како емотивна регулација. И да биде начин на справување, кој што практично го одвикнува мозокот да ние ги впрегнуваме нашите механизми на одбрана да рационално, разумно се смириме, емотивно се смириме. Ако се тие навики долготрајни, ако одземаат од сон, ако ги нарушуваат релациите, бидејќи
Сведоци сме на различна фамилиарна, односно семена динамика во домовите, каде што има присуство, но емотивна отсутност, каде што ако сите се на телефон, не дискутираат меѓу себе, не е тоа баш најдобар механизам за стварање или на добра фамилиарна структура, релација, бидејќи ние имаме потреба од конекција. Ние сме биопсихосоцијални битја, ние не за џабе се раѓаме во фамилии, така и треба да заминеме. И живееме нели во одреден социјален контекст. Имаме потреба и од разговори во период на јадење, имаме потреба од некаква комуникација во домот, па да ни биде досадно, па да си спомнеме за нешто од текот на денот. Без разлика дали е проблем или е нешто убаво што ни се случило. Но ако целото внимание го окупира телефонот или некаков социјален медиум, како ќе се створи таа релација? Не може да се продлабочат тие фамилиарни контакти. Истото се случува и со децата, истото се случува и меѓу сопружници. Дека може би сме тука присутни, но емотивно да сме отсутни. И деца, каде што родителите имаат, да речеме, прекумерна употреба на телефон, едноставно добиваат чувство дека може да добијат чувство на едноставно дека не е присутен родителот тука за нив. А што се случува со мозокот и со нашето психолошко здравје доколку на пример 2 недели не користиме социјални медиуми и не гледаме брзи видеа? Кратки видеа. Има податоци, тоа го нарекуваат, популарно го нарекуваат као допамин детокс. Но тоа е нели со комплетно отфрлање на некаков дигитален уред кој што не носи брза стимулативна содржина и со тоа нели не носи брзо задоволство. Каде што после одредено време личноста почнува да го чувствува задоволството во оние мали моменти, она што велиме секој ден дека е најбитниот дел од денот, ситните нешта. Кафето, кафе со себе, кафе со блискиот, кафе со партнерот, кафе со колегите, колешките, со разговор кој што е во тој период. Да се ужива и да се трпи понекогаш и таа досада, бидејќи ние не мора цело време да бидеме стимулирани со кој знае каква интересна содржина. Лицето ќе се навикне повеќе да ја толерира досадата и тишината на мозокот. Мозокот почнува да задржува поубаво, да задржува и да го задлабочува вниманието во одредени конкретни содржини. Капацитетот, например, на млади би се зголемил за учење, за читање книга, за следење на некоја друга содржина. Така да тоа би било, мислам, тоа се нешта кои што науката ги покажува дека се подобруваат со лимитирање на употреба на интернет и на, да речеме, стимулативни содржини на видеоигри, особено кога имаме зависности, тоа се зависности на однесување, каде што драматично влие, да речеме, кај млади, поготово, кај зависност од видеоигри, например, кај претежно кај машки деца, од социјални медиуми кај девојчиња, каде што самата зависност влие, има рефлексија врз повеќе димензии на личноста. Значи, влие врз академскиот успех, влие врз учењето, влие врз социјални релации, влие врз релациите во домот. Значи, има рефлексија, прави и личноста ја чувствува дека ја губи контролата. Не може да превземе контрола и кога вели дека сака. Значи, тоа се сати и сати, да речеме, со употреба на одредена содржина. А како да се намали гледањето на кратките видеа? Интересно е, бидејќи она што го препорачуваат сите да се зголеми фрикцијата, односно да се зголеми триењето помеѓу мислата да проверам што има на телефонов и самото проверување. Има повеќе алатки што ги препорачуваат, во смисла на навечер, после одредено време, може да се направи екранот да биде со помала стимулативна содржина, да се затемни, или пак боите да станат црно-бели во таков мод, да не биде интересен за мозокот. Да се исклучат нотификациите, да се тргнат, например, апликациите кои што се за брзи видеа, например, YouTube, TikTok и други апликации, особено и социјални медиуми, да се тргнат од првата страна на телефонот. Значи, да се скријат некаде во некоја папка позади, со цел да има поголема фрикција, односно да не на прва влеземе веднаш. И не секогаш кога ќе ви текне да го проверам телефонот да не има нешто, кога ќе ви текне, јас викам да се заинатам,
и не проверувам сега, па ќе почека. Ако нема нешто итно, а најверојатно ништо нема да биде итно, нели, без да допре до нас, да правиме што потешко да ни биде користењето на социјални мрежи и на телефони. Да имаме одредени правила, особено да ги поставуваме правила во домот, нели. Периодот на јадење, кој што има голема социјална компонента, да биде без користење на уреди. Навечер да имаме правило пред спиење, пример саат и пол или саат најмалку, без употреба на телефони. Нека биде некоја подолга содржина, па нека биде и филм, нека биде, не знам, серија, movie night, ајде со децата, па некој интересно да им биде, пак да им биде, но да има подолга содржина која што има одреден наратив, одреден контекст, каде што они ќе можат да учат преку тие ликови. Да не е наеднаш нешто што трае 1,5, 2, 3 секунди. Постанување утрото, половина час, да не биде веднаш брзам да тргнам да видам што има на телефон. Да оставиме да се разбудиме без никаква надворешна содржина. Да го отежниме на некој начин, да ја отежниме употребата, да можеме свесно да ја лимитираме. Кога ќе почнеме да лимитираме на некое пократко време, дефинитивно ќе сватиме колку повеќе време од животот ни дава на нас. Свесно живење. Докторке, од денешниот разговор ние ќе извадиме кратко видео, рил, со совет како да се намали гледањето на кратките видеа. Така, и со линк до големото. До големото. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Благодарам многу за поканата. Почитувани, ви благодарам и вам за тоа што и денеска не следевте со внимание и се гледаме секој работен ден на Телма во редовниот термин емисијата 12 часот и 50 минути. Пријатно.